Пакистан минатата година ја претрпе најтешката поплава во својата историја, за која научниците велат дека најверојатно била влошена од климатските промени. Илјадници беа убиени, а уништени беа и домовите. Поплавите исто така обезбедија огромно размножување на комарците, што доведе до зголемување до 400% на случаи на маларија низ целата земја. Најлошата епидемија од 1973 година. Научниците велат дека ова е само еден пример за тоа како климатските промени имаат големо влијание врз здравјето на луѓето. За прв пат конференцијата на Обединетите нации за климатски промени се осврнува на тоа влијание. На својот годишен состанок годинава во Дубај Обединетите Арапски Емирати. Although the climate crisis is a health crisis. Иако климатската криза е здравствена криза, многу е задоцнето што 27-та сесија на конференцијата за климатски промени поминала без сериозна дискусија за здравјето. Несомнено, здравјето е најубедливата причина за преземање климатски мерки. Се шират болести преку паразитски црви и муви, кои пак би можеле да се размножат во свет кој се загрева. Загадувањето на воздухот од согревањето на фосилните горива секоја година убива околу 7 милиони луѓе на глобално ниво. Климатската криза е здравствена криза. Загадувањето влијае на вас, врз вашите бели дробови, кардиоваскуларниот систем, но влијае и на порастот на заразни болести. Поранешната државна секретарка на САД Хилари Клинтон на делегатите им кажа дека здравјето на жените е несразмерно погодено од климатските промени. Тие се на терен, во фабриките, на пазарите. Работат се што е невозможно да се работи на температури кои достигнуваат 40 или 50 целзиусови степени. Домаќинот на климатската конференција Обединетите Арапски Емирати заедно со неколку добротворни организации ветија $777 милиони за помош во борбата против запоставените тропски болести кои би можеле да се влошат со климатските промени. Повеќе од 120 земји на конференцијата за климатски промени подпишаа декларација со која ја признаваат одговорноста за заштитата на човековото здравје во светот кој се загрева. Но критичарите велат дека не се споменува намалувањето на фосилните горива, главниот извор на емисиите на стакленички гасови кои ги поттикнуваат климатските промени.